Од овој месец па се до април 2023 година, Прилепчани ќе плаќаат за 20,48% пониска цена за водата. Оваа одлука ја донесе Општинскиот совет на последната седница, а јавното комунално предпријатие Водовод и канализација веќе ги започна новите пресметки, според кои граѓаните за месец декември ќе добијат пониски сметки. Цената на водата на новите сметки ќе биде еднаква со оние од пред 2 месеци, а која пак е идентична со она од 2020 година, која тогаш, согласно законот, ја утврдила регулаторната комисија за период од 3 години. Тие истите цени што се донесени од претходниот состав, истите ги враќаме. Значи, ја се враќа цената скроз по стара цена што беше до месец октомври. Само 2 месеци луѓето плаќаа за 20,48% повисоки сметки. Беше, например, на 10 кубици просечно семејство што плаќаше 576, сега плаќаше 600 и нешто. Според Гулабовски, доколку владата уште летоска, веднаш по рапидниот скок на цената на електричната енергија не се оглушуваше, туку веднаш ги прифатеше молбите и сугестиите на македонските јавни предпријатија за државно субвенционирање на струјата и овие 2 поскапи месеци немало да паднат како дополнително оптоварување на ионака бедниот семеен буџет на граѓаните. Она што засега останува нејасно е како ќе се движи цената на водата после април, кога ќе заврши субвенционирањето на струјата, бидејќи никој не може да предвиди каква ќе биде состојбата со кризата од пролет. Тие со нивната одлука требаше да не субвенционира 6 месеци. Еден месец помина во документација, значи ни прескокне еден месец, ќе бидеме субвенционирани 5 месеци до 30 април. Инаку, со енормното покачување на цената на струјата, јавните предпријатија во земјава летоска добија и до 7-кратно повисоки фактури за потрошена електрична енергија, што беше сериозна закана по нивниот опстанок. Друг дополнителен проблем е и тоа што на јавните предпријатија не им е дозволено поставување на пример на фотоволтаици за нивни лични потреби. Гулабовски смета дека државата свесно ги кочи и од сите страни финансиски ги притиска локалните јавни предпријатија со крајна цел за ситни политички поени да се намалат или прекинат услугите кон граѓаните и да се создава револт.